Добар ден. Ја отварам седницата, петтото продолжение на 80-та седница на Собранието на Република Македонија, 23 декември 2013 година. Седницата ја отвара тогашниот председател на Собранието Трајко Велјановски. Минуваме на точка 79. Информација за погрешните политики на владата на Република Македонија и градот Скопје, кои доведоа до енормно загадување во главниот град Скопје, поднесен од пратениците Радмила Шекеринска, Гордан Ѓорѓиев, Игор Ивановски и така натаму, да не ги редам сега. И во еден момент Трајко Велјановски му дава збор на господин Јани Макрадули, тогаш областен представник на предлагачите. Повелете. Морам да ја тргнам и онака не се диши ни со маска, ни без маска. Јани Макрадули во заградам ноември, затоа што сме месец на ноември, ќе пуштиме мустаки. Почитувани граѓани, вели Јани Макрадули во 2013 година. Денеска изминуваат повеќе од 10 дена кои што согласно закон требаше да се преземат поригорозни мерки. За жал, се уште граѓаните на Скопје и другите граѓани на Република Македонија, особено во Тетово, Кичево и Битола, се изложени на повреда или загрозување на нивното здравје заради немањето политика, делумно незнаењето, а во суштина бизнис интересите на владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Дозволете тоа да го образложам со најнови примери, бидејќи овие денови, како што никогаш досега, јавноста очигледно, реално и видно возбудена од она што се случува, го крена својот глас против лошите политики на владата и градот Скопје во однос на загадувањето. 7 парка уништени само во централното градско подрачје. Луѓе умираат, луѓе, министре Адеми. Вие се смешкате заедно со вашата советничка. Имате нешто смешно да кажете, па сите да го слушнат? Не, луѓе умираат од ова. Вашите насмевки на некој денеска ќе му загрозат живот. Со години предупредуваат експертите од оваа област, не го сечете водно. Не го сечете парк шумата водно, тоа се белите дробови на градот Скопје. За жал, владата остана нема на тие работи. Велат, променете нешто во јавниот транспорт, иако го ветуваше именатите избори Коце Трајановски, го стопира трамвајот. Ова се стенографски белешки инаку. И сега се јавува, меѓу другите, за дискусија Владанка Авировиќ, деновиве повторно многу актуелна. Таа е дел од оние една елитна група парламентарци. Благодарам председателе. Јас ќе се сложам пак со сите дискутанти, меѓу кои почитувавиот колега Станковиќ, Емилијан, и сметам дека треба да се направат низа на мерки, меѓутоа треба да се дефинира долгорочни, среднорочни, краткорочни, и па на крај ќе рече, па не можеме ние се Железара, Фени, Топилница, Велес да ги кренеме, да ги однесеме негде, да ги уништиме. А Емилијан Станковиќ одговара, колешке Авировиќ, мислам дека не сакајќи или несвесно влегувате да браните погрешни политики за кои што ВМРО ДПМН молчи. Значи, верувам дека имате добри информации за дрвјата, парковите во Скопје, бидејќи вашиот сопруг е директор на ЈП Паркови и Зеленило. Ете ви дел од таа седница на 23 декември 2013, кога било многу загадено и кога се кажале некои клучни зборови, како на пример бизнис интереси на владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Да не се сече паркот шумата водно. Се сече. Ќе се прави, нели, траса една за гасоводот. Да не се сечат паркови. Се сечат паркови. Некој се смешкал. Почнеме да живееме во сегашно, наместо само во идно.
не дојде на време. Еве, погледнете што вели Светската банка. Дека само 10 микрограми кога ќе се зголемат количините на загадување, дека процентот на болести кои што се појавуваат најстрашни и најтрагични се зголемува за 12%. Бидејќи е задушница, може би требаше да почнам со изразувам сочувство една година владење на градоначалникот Петре Шилегов, но да не бидам толку малициозен, само ќе кажем, господине градоначалнику на Скопје, господине Петре Шилегов, не е време за зафрканци. ЕУ кажа дека сме биле рекордери според загаденоста и тоа нема за долго време да се поправи, очигледно е дека никој ни со прст не мрда за да ја поправиме алармантната состојба. Петре, ни коце не беше за мирисење. Си го знаевме градоначалникот. Сечеше дрвје како да се плевел, а не белите дробови на Скопје. Ама купи колку толку некој автобус со колку толку повисоки стандарди. Па кому ќе му текнеше дека сега старите зглобни автобуси пак ќе вртат по Скопјево, па дури и низ града Битола. А ние чекавме ти да бидеш подобар од коцета. Го освоивте Скопје на избори и сега нема кој да ве кочи. Дајте, планирајте, воведувајте мерки, затворајте фабричиња кои трујат. Дајте ни живот. Не е време да се зафркаваме дали буквите на Тито се направени од стопениот ќосе, да не речам дека не само што такво нешто е малициозно, макар кажано и во кафеана, туку е перверзија, зашто веднаш помислувам на нашите дечиња кои веќе кашлаат, Петре. Не можат воздух да земат. Одмали се на пумпици. Така дишат, со пумпички. Ги полнат клиниките. И потоа ќе треба да аплаудираме кога некој ќе даде донација за детската клиника. Не, Петре. Се сечеле паркови, па се сечат и сега. Те поздрави Марин од аеродром. Парче се прави таму. И не е време за кркање, ситење, сарказам. Време е за преземање вистински мерки. Има многу примери по светот како се решаваат еколошки проблеми. Копирајте како што копират и закони, например. Во ноември, кој има летни температури, ние сме на светскиот врв. Скопје, Тетово се меѓу 5-6 најзагадени градови во светот. Ние сме активирана еколошка бомба во која има ПМ, има јагленични гасови, жива, кадмиум, се има. Само воздух нема. Затоа дајте воздух, а не кркање, ситење и сарказам. Дајте ни воздух.